Малите пензии и големите трошоци се повеќе пензионери ги принудуваат на работа. Размислувањата се погласни, а тоа е добро, се согласуваат работоспособните пензионери, но и работодавачите. Со оглед на тоа дека дел од пензионерите да го пополнат својот скромен пензионерски буџет, имаат потреба од дополнителен ангажман, сметаме дека истите доколку се осеќаат дека можат да работат, можат и во пензионерските денови да извршуваат одредени работни активности, но сакам да напоменам тоа да не биде со полно работно време, него активности кои не захтеваат голема физичка ангажман. Ангажирањето на пензионерите ќе овозможи да се задржи нивото на кое што се наоѓа текстилната индустрија. Тоа има и уште една позитивна страна, бидејќи знаеме какви беа платите во текстилната индустрија, па и во другите индустрии, и на некој начин се овозможува на пензионерите да можат да го зголемат својот месечен приход и да имаат попристојна или подобра екзистенција. Македонија има млада пензионерска популација, бидејќи законот за пензионирање овозможува тоа да се случи на 62 за жени и 64 години за мажи. Безмолку во сите други земји овој прак е повисок и се движи од 65 па до 67 години возраст. Од Организацијата на работодавачи велат дека пензионерскиот работен потенцијал е добар, но дека државата треба тоа да го стимулира и регулира. При исплатата на надоместокот се плаќа персонален данок, може би тука нешто треба да се размисли што би одело, затоа што тоа би требало да биде некој вид постојано ангажирање. Во Словенија и Хрватска пензионерите одамна работат повторно, а нивниот број постојано се зголемува. Во Хрватска имаме 23.900 пензионери кои примаат пензии и работат. Во однос на минатата година, 30% повеќе пензионери покажале интерес за работа. Изјави Иван Видаш, државен секретар во Министерството за труд на Хрватска. Активирањето на пензионерите е добро за стопанството, бидејќи се погласни се барањата. Државата да овозможи увоз на работна рака. Летова станува збор за 5000 келнери и готвачи, но потреба од странци имаат и други дејности. Ова веројатно е еден од начините да се подобри пензионерскиот стандард, а преку поголем број на работни места да се овозможи и дополнително полнење на фондот за пензии. Во моментов на еден пензионер има 1,3 вработени, што фондот го прави неодржлив. За споредба, во 80-тите години на секој пензионер имаше по 3,5 вработени.